Овде сме да побараме од Министерството за економија да достави барање до Собранието на Република Македонија за мораториум на Законот за пазарџи, бидејќи се работи за крајно антисоцијален и противуставен закон. Антисоцијален е законот бидејќи ќе удри по сиромаштијата, по луѓе кои едва и крпат крај со крај и наоѓаат дополнителна екзистенција работејќи на пазарите. Се работи за стечајци, се работи за пензионери, за хонорарци. Луѓе кои немаат високи примања, луѓе кои мораат да продаваат на пазари за да можат да врзат крај со крај. Особено сметаме дека е проблематично. Оваа влада, која за време на претходната влада протестираше и се бунеше кога ќе беа казнети луѓе за продавање на зелени пазари, надвор од нив, од типот на марули и коприви, и тоа го сметаше за крајно антисоцијално однесување од претходната влада, сега донесува закон со која ова практика ќе биде масовна практика на бркање на луѓе кои се дават во сиромаштија од зелените пазари. Противуставен е овај закон, бидејќи ги става во нерамноправна позиција граѓаните, бидејќи смета дека е незаконски луѓе да остваруваат дополнителни приходи преку продавање на пазари, а при тоа не смета дека е проблематично луѓе да членуваат во повеќе управни одбори и на тој начин да остваруваат дополнителни приходи. Исто така си ги вдомија своите партиски пензионери да висат по управни одбори и така да остваруваат дополнителни приходи. Тоа не им е спорно, спорно им е кога сиромаштијата едва наоѓа начин да врзи крај со крај. Ова ќе се одрази и на граѓаните, бидејќи проценките се дека дури 30% од продавачите на тезги на пазарите веќе нема можат законски да продаваат, дека ќе направат криминалци со овај закон. На тој начин ќе се отвори простор за зелената мафија да купува тезги на пазарите и тие да ја диктираат цената. Така што сето ова е крајно проблематично и покрај Министерството за економија повикуваме и еден било кој пратеник, ако има некој минимален социјален сенс, да види која штета се врши врз животниот стандард на најсиромашните граѓани и да побара и тој мораториум на овој закон. Барате мораториум, односно одложување на законот за 1 година. Што ви се сменило за таа 1 година? Во оваа година треба да се, во таа година има доста нејасноти во законот, например хонорарците. Дали со земање еден хонорар тие веќе не смеат да продаваат на пазар. Значи, автоматски и има доста проблематични и други работи. Овие во оваа година ние значи ќе поднесеме представка до Уставен суд да ја испита уставноста на овој закон, бидејќи се работи за противуставен закон кој не ги става во рамноправен третман граѓаните на Република Македонија. За некои партиските пензионери може да има дополнителни приходи, можат исто така докторите кои заминуваат во пензија да остваруваат дополнителни приходи, а пензионерите кои мачат да врзат крај со крај по продавање на пазари за 300 денари профит преку добивка од продавање марули и коприви, да не смеат тоа да го прават. Така што ова е и противуставниот принцип на социјална држава, вака воопшто не се гради социјална држава.